Црната хроника ја полнат наслови за сообраќајни несреќи во кои се вклучени и трактори. Само последниве 5 дена се случија 2 сообраќајки на југоистокот, во кои беа повредени 12 лица. Најновата од синоќа од 5 часот наутро на локалниот пат Турново и Ловица, во која учествувале Мерцедес со струмички таблици и трактор ИМТ 539 управуван од 52 годишен жител на Иловица. Според полицискиот билтен, возачот на Мерцедесот изгубил контрола над возилото и удрил во предниот дел од тракторот кој што се движел во спротивна насока. Во незгодата се здобиле со телесни повреди возачите на возилата и на тракторот, додека сопатничката во тракторот се здобила со тешки телесни повреди. Со возило на брзата помош повредените биле пренесени во медицинскиот центар во Струмица за укажување лекарска помош. Извршен е увид на лице место, а полицијата работи на целосно расчистување на настанот. Оттаму велат уште од почетокот на летната сезона и апелираа на голема внимателност, а полицијата најави позасилени контроли поради поголемата фреквентност на патиштата. За овој период од годината карактеристично е зголемено присуство во сообраќај на пат на велосипеди со мотор, мопеди, моторцикли, зголемено движење на запрежни возила, на трактори, и сите тие како учесници во сообраќајот се должни да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Затоа апелираме во наредниот период, бидејќи се очекува поинтензивен сообраќај, за сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Се очекува зголемен интензитет на запрежни возила, зголемен интензитет на трактори, особено по магистралните или локалните патишта. Исто така се очекува и зголемување на движењето на истите возила во приквечерието или во ноќните часове, затоа апелираме истите да бидат осветлени заради учество во сообраќај на пат, односно заради побезбедно учество во сообраќај на пат. Инаку на 25 јули на патот Радовиштип во сообраќајка со трактор повредени беа 9 лица. Во Велеси во Битола во текот на јули загинаа 2 лица, 10 годишно дете кој падна од приколка од трактор и возач на трактор. Од полицијата предупредуваат земјоделската механизација да не се користи за превезување лица, да биде технички исправна и регистрирана. Тракторите и комбајните да ги возат лица со положен возачки испит на немалолетници. Прекршувањата на прописите може да чинат и до 500 евра. Исто така полицијата наведува да внимаваат и возачите на моторни возила, особено во оние делови каде што има поголема фреквентност на земјоделска механизација.